Така се наоѓаме во дворот на Домот на армијата, каде што е стационирана Општинската изборна комисија. Зборуваме за истекувањето на рокот ноќеска на полноќ. Со мене во ова издание на вестите Александар Чебутарев, претседател на Општинска изборна комисија. Чебутарев, синоќа до 24 часот претпоставам дека имате веќе добиено советнички листи и кандидатури за градоначалници. Па така, согласно рокот пропишан во роковникот од Државна изборна комисија, до синоќа на полноќ до Општинска изборна комисија Струмица доставени се две листи на кандидати за градоначалник од две коалиции, од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, и две листи за кандидати за советници за Советот на Општина Струмица, исто така поднесено од истите коалиции. Значи имаме добиено вкупно 4 кандидатски листи. Така, претпоставам дека имате се уште некаков роковник, доколку се утврдат некакви неправилности, претпоставам дека за кратко време и ќе се регулираат. Па така, па имајќи предвид дека добивме релативно малку листи, помалку од она што очекувавме, две листи се веќе со решение на Општинска изборна комисија потврдени, а кај двете листи имавме ситни корекции кои согласно роковникот во рокот 48 часа треба да бидат коригирани. Очекуваме денес дека ќе ги добиеме корекциите и дека и останатите две листи ќе бидат одобрени, така да во законски планираниот рок до утре на полноќ листите ќе бидат доставени до Државна изборна комисија. Така, претпоставам дека веќе полека се формираат и избирачките комисии? Па така, согласно надлежностите на Општинската изборна комисија, една од побитните активности тоа е формирање на избирачките одбори, имајќи предвид дека се ново формирани, значи со нов мандат почнувајќи од овие избори. Имаме 83 избирачки места, така да стана збор за малку пообемна операција. Во фаза на привршување е веќе одредени корекции, одредени изземање од листата, малку го пролонгира рокот, меѓутоа очекуваме дека следната недела веќе ќе преминеме на следната фаза, а тоа е исто така еден важен сегмент во работата на Општинска изборна комисија, едукацијата на избирачките одбори, која очекуваме согласно планот за едукација да почне некаде во текот на наредната недела. Така, претпоставам дека во најскоро време ќе ги добиете и прочистениот избирачки список? Така, избирачкиот список повеќе во надлежност на подрачната канцеларија на Државна изборна комисија. А што се однесува до нашите ингеренции, очекуваме некаде до 21 согласно роковникот, до четврток, да бидат објавени кандидатските листи како наша надлежност. Така, кога спомнавме веќе и роковникот, кога официјално започуваме во кампања, како ќе тече понатаму кампањата и останати рокови? Па, за сега роковникот се почитува, кампањата почна 20 дена пред почетокот на изборите. Во делот на нашите активности во тој период имаме предвидено активности кои ќе претходат на самиот ден на гласањето, а додека во останатиот дел на кампањата немаме некои позначени активности. Така, јас ви благодарам што бевте дел од ова издание на вестите. Александар Чебутарев, претседател на Општинска изборна комисија од Струмица, и понатаму нашата екипа ќе ги следи сите оние законски рокови, законот кој што целиот процес треба да го регулира се до моментот на отпочнувањето на кампањата и секако изборите.